благодарам, почитуван председателе, почитувани колеги пратеници и почитувана јавност. Пред околу месец дена професорот Георги Иванов ја кажа клучната реченица во поновата македонска историја, рече дека носи масовна амнестија, помилување, аболиција на луѓе кои што би биле осомничени за тешки криминали и случајно тие луѓе беа политичари. Тако нешто во ниједна земја нема. Политичарите се најодговорни луѓе во секоја земја. Сето тоа во име на некакво помирување. До такво помирување и дојде. Смешно изгледа, но навистина луѓето се помирија. Сите велат дека вакво нешто не доживеале. Сите до еден мислат дека криминалците треба да завршат во затвор. Од тие побуди ја потпишав интерпелацијата за председателот Иванов. Но, денес би зборувала за оваа комисија, би ве вратила на комисијата што е на дневен ред и ќе ве запрашам вас, демократи, и од едниот и од другиот блок, како ја конституиравте оваа комисија, без воопшто да помислите дека во ова собрание има и помали партии кои не припаѓаат во двата блока и независни пратеници? Зошто ниту еден од нив не се наоѓа на листата на оваа комисија? Ако можам да разберам дека ВМРО има огради према независните пратеници, бидејќи ги виде подпишани на интерпелацијата, тогаш никако не можам да разберам зошто опозицијата има против да некој од независните пратеници биде трет член во таа комисија. Зошто? Зошто? Ако се ова не е сеење ветар и магла да врви муабетот, да се шири муабетот, да пренесуваат телевизии за тоа кој, колку и кого ке плука, ако навистина станува збор за интерпелација на еден председател, кому тоа му сметаше, поготово од опозицијата, да било кој од нас, независните пратеници, најде место во оваа комисија. За демократските капацитети на сите вас народот е веќе свесен и ве препознава. Џабе зборувате за волјата на народот која ќе биде изразена на следните избори. Следните избори ќе имате уште повеќе неопределени гласачи и за жал ќе имате и незаинтересирани гласачи. Се повеќе од луѓето велат, па немам зошто да излагам за кого да гласам. За овие со сосема во право. Не гледаат идеологија, не гледаат идеја, не гледаат демократија кај ниту еден ентитет кој овде седи во ова собрание. Гледаат гласачки машинери кои работат само со црвени и со зелени копчиња. Бидејќи ние не сме такви, не најдовме место во оваа комисија. Муковски многу убаво кажа, практично искрено кажа како тие практицираат демократијата. 51%, другите ве нема и крај на приказната. Победникот добива се, другите сте избришани. Не е тоа демократија, господине Муковски. Демократијата е планетарно најдобар модел на владење. Ако се сведува на тоа, ќе биде најлош модел, полош од монархија. Ќе ви купам на сите една најпроста абецеда на демократија да ја научите. Да ја научат и ови овде, кои што се плашат да седнат до нас на пауза. Синдромот на две празни столчиња во комунизмот кој постоеше. Покрај оној кој што ќе греши нешто на партијата, две празни столчиња имаше секојаш во аудиториумот. Да научат дека за изразен став не се брка од партија. Имат и они многу да научат. Затоа демократски принципи овдека не владеат. Нити пак ако дојде утре до промена на власт ќе завладеат, нема од кого. Затоа имаме луѓе кои што велат за кого да гласаме. Нема за кого да гласаме, немаме избор. Вие надежта ја убивте. Вие во една најпроста комисија, чиј што исход од напред го знаете. Немате доблест и чест и морал да ставите ниту еден независен пратеник. Немате.
Можете да не барате у ниедно време дома по телефони, дојдите да подпишете интерпелација, меѓутоа овде во стенограмите гледав ниту еден не спомнал ниедно наше име. Срамота, засрамите се. Вие продавате демократија, па вие може би се обидувате, само ова е пазар. Пазар на народот ве гледа и ве проценува. Вие никому ништо не можете да продадете. Никому ништо, заврши тоа. Ке дојде време, и тоа е многу близко, на нови луѓе, на честни луѓе, на луѓе кои што имаат идеја, луѓе кои што ќе знаат демократски да ги постават на демократски принципи оваа наша земја, да тргне конечно кон Европа, затоа што вие ниеден Европа не знаете што значи. Вие не знаете што значи цивилизација. Вие само сте едни послушници, марионети, конечно и се фалите ваша пратеничка на ТВ Сонце, кај што никој не гостува, се фалеше колку милозвучно и доаѓало природно да вели на својот лидер на партијата председателе. Тоа е демократија. Срамно, срамно, навистина срамно. Навредена сум и повредена и барам задолжително во овие комисии да членува секогаш независен пратеник, а не да ни се покажуваат овдека процентите во вид на влечки и безглави плави личности. Што сакате? Таа алегорија доаѓа до мене. Точна алегорија. И влечките, и тој плавиот човек без глава. Навистина делувате сите како без глава. Ви благодарам.